Сакал да искажам пред се до општина Борче, во која што ќе биде изложени сакал да се заблагодарам и од мое лично име и од името на радни за овие изложбени панели. Благодарам. Но се пак се отвара како град. Што две коли скопиш са цела година сам. Воздухот во собата За заедничкото мине. добро са. Алуга вистина голема работа. Се буткаат столови, се извлекуваат кревет, се размрткуваат кебли. Ништо не останува таму. Огониме за спомнување. Одлично. Благодарам многу. Благодарам. Добро вечер и добре дојдовте на свеченото отворење на изложбата Ана Франк Историја за денес, чија главна цел е токму со младите и преку младите да допреме до едни извонредно важни теми не воопшто за целото човештво, но и секако особено за младите кои што немале прилика да бидат сведоци на сето тоа, па можеби се пренесува од генерација на генерација од нашите повозрасни краји, роднини и пријатели секако. Ова изложба е дел од проектот Историја повест, кој што е меѓународен, односно е регионален и е поддржан директно од Ана Франк Хаус, која што е организација од Амстердам, Холандија, која што го спроведува целиот проект. Главниот акцент е токму ставен на младите, па токму вчера јас и мојата колешка Весна Трајковик имавме прилика да работиме со учениците кои што ќе бидат ваши водичи и ќе ве насочуваат токму низ сите овие изложбени панели. Има 32 панели кои што го опишуваат животот и делото на Ана Франк, низиното семејство, но и воопшто Втората светска војна, Холокаустот, како и сите оние немили настани кои што си имаат случувано за време на Втората светска војна. Во водичот по кој се спремаа нашите ученици за оваа изложба, за да ја презентираат во најдобро светло, наведени се неколку цели на изложбата. Јас ќе се земам за право да ги обединам во една и ќе кажам дека главната цел на изложбата е да допре до секој нејзин посетител, да го разбуди чувството на толеранција спрема разликите. Разликите се неприкосновени за секој општествен систем, меѓутоа не би смееле да бидат основа, едните да бидат над другите. Изложбата носи порака, бара од секоја нација да се бори против дискриминацијата, против расизмот, бара од секој поединец да заземи став по однос на тоа прашање и секако да се бори за правдата на другите. Сакам на организаторот Младински образовен форум и нивните поддржувачи, како што беа претходно споменати, да го поздравам овој нивни настан, кој во соработка со
Домот на култура на Нововски Борче и Средното општинско училиште на Нововски Борче од Крушево го организираат овој настан тука во Крушево и што е уште поважно според мене ги активираат и ги вклучуваат младите. Во име на градоначалникот јас ќе се извинам што тој денес не можеше да присуствува, но сакам да знаете дека како локална самоуправа ви стоиме на располагање за сите активности, ги поддржуваме сите настани, сите иницијативи, особено оние кои што ги вклучуваат младите.